Нашата млада и убава Кајла ја е исполнила прекрасна песна за личен Илија, но од се по нешто има во таа песна. Навистина честитки за оваа млада девојка која ја негува македонската песна, традиции и обичаи. Почитувани слушатели, во студиото веќе го имаме Игор Аврамовски Александров од Сидни, гости на македонската радио програма. Како и секогаш имаме чест да го имаме во нашето студио, да поразговараме околу македонските работи, што велеше Крсте Петков Мисирков, за состојбата во македонската заедница овде во Австралија. Особено тоа е интересно, бидејќи во Австралија сепак подбогата на македонската заедница е некаде во 60-тите години или се засиле тогаш од 45-та 46-та година со осветувањето на првата црква Свети Ѓорги, а пак пред 6 месеци знаеме дека почина митрополитот Тимофеј, сега немате надлежен архиереј. Исто така македонската епархија е поделена на два дела. Се слушаат зборови дека повторно ќе да се прави една епархија, повторно ќе биде митрополитот Петар или некој друг, не знам кој можело да биде. А и сме во предвечерието на Илинденското востание, 122 години. Најнапред околу Илинденското востание, дали македонскиот народ сега во поробените делови и во Република Македонија го одбележуваат на високо ниво, како што заслужували, онака како што прават државите во светот, кои знаат да ги одбележат нивните национални државни празници. Видицо, морам да кажам дека за мене веќе стана небитно како ќе го славиме Илинден, кога на дело мислам дека го сквернавиме наследството, илинденското наследство. Значи, Илинден е ден кога треба да славиме ние борба на македонскиот народ за слобода наспроти сила која што навидоме непобедлива. И на крајот на востанието, барем за тој непосреден период, се покажала како непобедлива. Значи, по цена на безброј жртви, несогледливи последици, кои сме ние сега, кога она што веќе го создале нашите предци, преку Илинден, преку Асном, во периодите меѓу Илинден и Асном, па и она што во диаспората се продолжило како македонска слободарска кауза после Втората светска војна, тоа што нас ни го оставиле, ние, особено преку државата која што треба да биде македонска држава, го искврнавивме. Го направивме тоа уште од почетокот по самостојувањето на Република Македонија. Значи, прво со приемот во Обединетите нации како ФИРОМ, значи дозволивме после колку беа веќе 45 години Македонска република, национална република во рамките на Југословенската федерација. Со официјален македонски јазик. Дозволивме да без борба, без напор, не зборувам сега за физичка борба, туку немаше ни политичка борба, дозволивме ние да бидеме спуштени на ниво на некоја бивша Југословенска република, која прашање е дали било кога имала право да постои како нација. И на таков начин влеговме во Обединетите нации. Иначе, што ти значи името бивша Југословенска република Македонија? Значи Република Македонија која што имала право да постои само во рамките на Југославија. Во согласност со тезите, големо грчките, големо бугарските тези, кои што и албанците до некаде ги земаат како своји, дека ние сме вештачка југословенска творба. Сметате дека само македонските политичари се виновни или пак знаејќи Обединетите нации дека македонскиот јазик бил еден од 4 официјални јазици на Југославија? Југославија потпишувала договори на македонски јазик и со Грција и со Бугарија.
Види, И со други земји во светот. На македонски, кој бил официјален на Југославија. И се македонскиот народ исто така бил признат преку Обединетите нации. Значи, Обединетите нации не рекоа дека нема да ја признаат македонската нација или дека македонската нација е нелегитимна. Да, nothing. Обединетите нации едноставно побарање на Грција кога се стави на дневен ред прашањето за наш прием во Обединетите нации како посебна република, по забелешка на Грција, повика на преговори за да се реши спорот. Ние никогаш не рековме, а требаше да кажеме, дека ниту Грција, ниту Обединетите нации немаат мандат да се мешаат во идентитетот на една суверена држава, дека само идентификацијата е најосновно право на една суверена држава, на една суверена нација. Или што значи суверен? Значи самостојно си ги носиме по слободна волја одлуките за тоа каква држава, каков уставен поредок ќе имаме. И какво име? Има одредени ограничувања, да речеме, според меѓународното човеково право. Треба да почитуваш човекови права и слободи, значи не можеш да воспоставиш нацистичка држава и да очекуваш секој да ти ја признае. Ама не беше тука во прашање ние нечии права да ги оспоруваме. Тука само се оспоруваа нашите права. На македонците. За жал, за тоа што имаме ние и тогаш имавме и денес имаме политичари со робски, вазалски, да не речам и јаничарски менталитет. Тука е мешавина на тие некои работи што сме ги наследили уште од Турско, во менталитетот, во психата. Па финансискиот дел е делото и робски менталитет. Значи за луѓе кои што за ситни пари, за ситни привилегии се откажуваат од достоинството или едноставно ефтино има достоинството. Тоа е во прашање, тоа е дел од робскиот менталитет или од вазалскиот, да речеме. Особено кога имаш луѓе кои што и онака не си го почитуваат многу својот род, не си ја почитуваат многу својата нација. И онака се искомплексирани. Знаеш, чувствувале потреба да се идентификуваат со Белград или со Југославија, некој со Бугарија, некој со Грција. Со Париз, да бидеме реални. После Втората светска војна ние не сме ги исчистиле од сцена оние што биле колаборатори на бугарите. Може би тие некои најекстремни. Ама повеќето едноставно преку ноќ се преиначиле во Југословени или во македонски Југословени, пак со истата намера, значи да се закачат за нечи друг авторитет, за да си го оправдаат своето постоење како значајно. Сега, Обединетите нации никогаш нас не ни рекоа немате право вие да го користите идентитетот. Ниту било која друга држава надвор ни го рекла тоа. Само не рекоа имате спор со Грција, повикуваме на преговори. А ние што направивме во тие преговори? Ние одма се понудивме. Знамето го отстапивме, нели? Ние одма се понудивме да ги легитимизираме барањата на Грција кои што немаат никаков легитимитет според меѓународното право, според човековите права и слободи кодифицирани со повелбата и со конвенции на Обединетите нации. Не само што немаат легитимитет, туку се косат со основни заложби и човекови права и слободи утврдени во Обединетите нации, универзално, низ цел свет. Подпишани и од Грција, подпишани и од бивша Југославија, од сите држави. Што направивме ние, како и сега ние, секогаш сами ќе се понудиме како робови. Сега што мислите за преспанскиот и бугарскиот договор? Како што има историски случаи кога луѓе кои што буквално биле продавани и препродавани како робови, и наеднаш им даваат слобода и тие не знаат што да прават со себе, бараат нов господар. Така и ментално, психички, така се однесуваме ние како нација, со ретки исклучоци за жал. Значи, ние имаме многу луѓе кои што сакаат, веројатно така си го лечат чувството на вина. Сакаат да мафтаат со знаме, со карти, да се сликаат со кама и пиштол и така натака, ама на дело се прилагодуваат на она што им е наметнато од нашите поробувачи. И пази сега,
Ние си имаме прво своји домашни поробувачи, а тие поробувачи служат на надворешни поробувачи. Значи не сме ние само робови на странци, туку и на домашните владатели. Па на крај краишта, пази, ние се уште за government, значи управа, ние се уште викаме влада. Значи власт. Тоа ти кажува нешто за менталитетот. Тие луѓе треба да му служат на народот, а не да владеат со него. Ама да во нашиот менталитет, тие се уште треба да владеат со нас. Да, и сега, најново што беше... покрај знамето и името не беше, тие беа само површни работи. Во суштината е во она што е во времената спогодба, а тоа само се утврди дополнително со Преспанскиот договор. Да, а во таа спогодба ние велиме дека ние ќе видиме примени под услов не само да го користиме името Фиром, пази, додека не се договориме за конечното име. Многу јасно. За Преспанскиот договор 2018-та? Не, зборувам за времената спогодба. 95-та? Да. Да, добро. Значи, времената спогодба е спогодбата за понатамошни преговори. Значи, спогодбата според која што ние влеговме во Обединетите нации, под услов дека дополнително ќе преговараме за овие и овие точки. Една од тие точки беше преговори за конечното име на државата. Што ти значи тоа? Значи, ние дозволивме да не лажат како мали деца, како малоумни, да не лажат Глигоров и компанија, дека тоа име било за 3 месеци. Која е глупост. Мислам, според која логика ние поверувавме на такви глупости? Или сакавме да се лажеме и да не и себе си да се лажеме, за да не биде полесно на совеста за тоа што сме извршиле предавство. Па ако требало само 3 месеци, добро, ќе почекаме 3 месеци надвор од Обединетите нации, па примете не после 3 месеци. Која логика ти да менуваш име за 3 месеци? Значи, они знаеа дека со тој договор тие всушност направија договор дека името Република Македонија не може да се користи, мораме да се договориме за друго, а во меѓувреме ќе го користиме бивша Југословенска Република Македонија, што значи фактички држава чиј идентитет не е одреден, имала некој идентитет кој што имал право да постои само во рамките на Југославија. Но, не е во прашање само, кога зборуваме за идентитет, не е во прашање само името. Идентитетот си има и други елементи, нели? Пред се, како што твојот идентитет го сочинува твојата лична историја, твојата лична биографија, така, твоето дело, твоите определби, така и на нацијата. Идентитетот е сочинет не само од името, туку од целата нејзина заедничка историја, сите оние елементи кои што го донеле тој народ да биде едно заедничко тело. А тоа е се во нашата заедничка историја, нашите заеднички победи, нашите заеднички славни јунаци, нашите заеднички страдања. Песни, традиции. Заедничко живе, па песните и традициите се поповршни работи. Мислам, знаеш, песни и традиции ние можеме и со други нации лесно да делиме. И тоа не случајно се расправаме дали оваа народна песна е бугарска или грчка. Песните и кујната и фолклорот тие немаат национални граници. Затоа значи, кај што имаш пинџур. Па кај што имаш, па не би рекол, мислам, кај што имаш ти држави кои што граничат една со друга, има сега две села кои што се на две различни страни од границата, ама се културно во однос на секојдневна интеракција, секојдневно движење, мешање меѓу себе, се поблизу еден со друг отколку што се со останатите села во сопствената држава, нормално дека некои работи ги преминуваат границите. Но најбитните елементи се оние кои што се заедничката борба, заедничката слава, заедничките страдања, кои што се случиле токму заради тој заеднички идентитет. А ние од тоа се откажавме во времената спогодба. Значи, зошто не ќе луѓето да размислуваат знамето, го сменивме, направивме друго знаме, за да тоа ќе биде официјално. Зошто е сменето знамето? Затоа што знамето символизира дека ние сме домороден народ на Македонија. Додека грците и бугарите велат дека ние сме дошлаци, да. Така, бугарите дека со нив сме дошле, грците дека после нив сме дошле, античките македонци биле грци, така? Заради таа теза, затоа е побарана смена на знамето.
Не случајно новото знаме го направи Грчев, Мирослав Грчев, родоотстапникот, македономразецот, знаете какви се глупости не трескаше за самиот да тврди дека ние сме вештачки создадена нова нација, Да, така? како и Денко Малевски. Вентилаторот новото знаме од него направено. Со што да се гордеам ја? Ја да се гордеам со знаме кое што ни го наметнала Грција во еден спор со кој што го негира континуитетот и корените на нашето постоење како народ, нашиот статус на домороден народ на Македонија, и кој што го нацртал таков родоотстапник. Па извинете, вие кажете ми колку сакате дека некој се борел под тоа знаме. Ама македонци се бореле и под турско, се бореле и под грчко, и под српско, и под бугарско знаме. Што треба сега? Јас да се гордеам со тие знамења затоа што некои македонци под принуда се бореле под тие знамења, или затоа што имало други приоритети во тој момент, знамето не е било приоритет. Но во Балканските војни, првата светска значи војна. во таа спогодба не само што се зборува за знамето и името, дополнителни елементи има на таа времена спогодба кои што навлегуваат во онаа теза дека ние сме вештачки создадена нација од Втора светска војна наомо, Титова твор. Имаме клаузула која што зборува дека ние нема да присвојуваме историја која што Грција смета за своја. Што е во што е тоа? договор, да. Не, и во времената Во спогодба. времената. Во времената спогодба. И дека државата ќе спречи други луѓе да шират такви тези. И Сега самата, кажавме и самата промена на знамето е дел од таа обврска прифатена со времената спогодба. Дека ние нема да присвојуваме историја која што и припаѓа на Грција. Па и уставот член 49 беше снената Епа. 90-та година откажување од малцинствата. Па ако ние се откажеме од, да речеме, од античките македонци, заради кои што постои Македонија, заради кои што и во периоди како средовековниот период кога националниот идентитет на царствата не им бил битен, немало народен идентитет, идентитетот бил идентитетот на династијата или на кралот, Името. и кој владател ќе дојде, сите со него. Арно, ама македонците, затоа што имале многу славно минато уште од пред тоа, уште од времето на Александар, кој што кога го освојувал светот, сегде собирал војници од оние кои што ги освоил, ама секогаш македонците, неговата македонска војска, неговата македонска администрација ја делал од другите. Била на македонски. Значи, секој што читал литература од тој период ќе знае дека секогаш кога се зборува за македонците, се зборува како посебен дел или од војската или администрацијата, посебен од оној друг кој што го освоил и го прибрал. Е сега, ако ние се откажуваме од тој, кога почнува тогаш македонската нација? Ако се откажуваме од нив, се откажуваме значи од македонците кои што биле дел од како македонци од Римската империја. Римјаните 5 војни воделе за да освојат Македонија. Римјаните ги почитувале македонците. 5 битки, да. Они ги гледале македонците како пример кон кој што треба да античките македонци како пример кон кој треба да се стремат. Многу работи и примиле од македонците во својата римска символика, да речеме, култура. Треба да се откажеме и од нив, затоа што тие биле наследници на античките македонци, така? Треба да се откажеме од оние од источно римското царство, кои што денес го нарекуваат Византија. А во тоа време се нарекувало само Римско царство. Источно римско го викаат овие од Рим, од Ватикан, кои што не сакале да признаат, И од Германија, да. што не сакале да признаат дека седиштето на црквата Константин го префрлил од Рим во Цариград, така? Значи ние се откажуваме тогаш и од нив, и тие ги правиме грци. И Самуел ние го прифаќаме без да размислиме по која основа го прифаќаме Самуел. Самуел може да имал македонски корени, но Самуел нема континуитет од македонска лоза владателска од пред тоа. Во сите извори од римскиот период е јасно дека носители на континуитетот на идентитетот од македонците од антиката се македонската династија што владеела со така наречена Византија, која што во времето на Самуил ја водел Василий II. Истиот Василий II, кој што ги остапил војниците на Самуил. Е сега, и кај едните и кај другите имало македонци во војската, затоа што знаат во тоа период како било, кој цар ќе дојде ќе ги прибере
војниците под него. Но, поентата е носителите на идентитетот кои се. Во изворите од тој период јасно е кои се главните носители на идентитетот, а тие се луѓе кои што владееле како династија во тој период со Рим, кога Рим веќе станал мултиетничка империја. Значи во Рим можело од овчар да станеш војник и од војник да станеш император. Како што е случајот со Јустинијан, кој што е од Таор, мислам, од Скопско. Скопско, да. Значи ние штом се откажуваме од антиката, се откажуваме од нив. И тогаш од каде почнува нашиот македонски идентитет? Зад Карпатите. Од бугарите што создале после тука, Од зад Карпатите. што дошле како турко-монголско племе, па тука од нас, од локалното население, ја примиле религијата и јазикот, затоа што нивната И религија била писменоста. паганска, а Да. писменост немале биле. Не, Мислам, јазик без писмо без имале. писмо, да. Недоразвиен јазик. И сега што од каде сме ние? Од нив? Затоа што пази, ако читаш ти извори Имам Од- уште 5-6 минути. од 19 век, истите оние кои што тогаш го учеле македонскиот народ преку екзархијата дека е бугарски по потекло, истите зборували за тоа дека сме потомци на Самуел, затоа што Самуел дали сам или римјаните така го декларирале, ама во текстови од неговиот период е обележен како бугарин. Барем во римските текстови. Да. Кога тогаш? Под Српско кралство, кога сме станале ние македонци? Нормално тоа се поврзува со тезата дека ние сме станале македонци од Втората светска војна наваму, затоа што држава или кралство или некоја организирана единица самостојна пред тоа сме немале ако се откажуваме. Добро, веќе од зошто антиката. толку лесно се откажуваме од идентитетот со Преспанскиот договор 2018, Значи- Бугарскиот 2017 и сега имаме Европската унија ни го бриши. Види, Преспански- Македонски јазик, македонски идентитет. Значи, јас- имаме уште 5-6 Јас минути. уште види, работата е толку едноставна што за мене било уште на 21 годишна возраст, кога сум бил далеку по неук и по неписмен од сега, било јасно дека штом ти прифатиш една таква спогодба, нема одење напред, има само назад. Значи, штом ти на насилникот му дозволиш денеска и утре да ти го земе сендвичот што ти го дала мајка ти за на школо, и задутре и другиот ден ќе ти го земе тоа, може чевлите ќе ти ги земе, може ќе ти ја земе торбата, облеката, што сака ќе ти земе. Додека не добие по нос. Или додека барем не се исправиш и му дадеш до знаење дека нема повеќе лесно земање, дека ако сака пак да земе, дека ќе биде со борба. Сега метафорички зборувам, не знам дека треба ние да Исправени се се боксираме. македонците, што мислиш? Апсолутно не. Апсолутно не сме. Значи, во периодот кога, ако збориме релативно, кога бевме најцврсти во споредба со ова што го имаме сега или во споредба со времето на Заев, например за времето на Груевски. Во споредба со овие, да, беше поисправен, ама пак водеше постојано двојна политика. Од една страна прави споменик на Александар Македонски во Скопје, од друга страна не ќе да го именува како Александар споменикот. Така, прави проект со споменици од антиката, а и понатаму уважува спогодба со Грција, која што вели дека ние немаме право на таа историја, дека таа историја е грчка. И пази, не само што прифати да продолжи да преговара според таа времена спогодба, која едноставно требаше да се отфрли како нелегитимна. Туку, отидоа на меѓународен суд, да бараат меѓународниот суд да ја заштити таа спогодба како полноправна и да биде принудена Грција своите обврски, значи да не ни го кочи приемот во НАТО, мислам дека може би и за ЕУ беше, според таа спогодба, да ги испочитува. Пази, значи, бара суд да ја даде полноправна Ама и го добивме тој тежина. суд. И што дека го добивме? Па не го спроведија. Па толку вреди кога ти правиш диви спогодби, кукавички спогодби, кои што немаат врска со меѓународното право. Друго уште 5-6 минути и 2-3 минути околу идентитетот Значи, сега што ни го значи смена таа Европската унија. спогодба, таа пресуда беше дека да, договорот важи полноправен. Ама не беше дека
има меѓународно утврдени закони според кои што мислам човекови права, закони на меѓународни односи кои што мора вие да ги спроведете. Едноставно, да, имате договор, според тој договор Грција треба тоа и тоа да го направи. И ако не го направиш тој можеш ништо, затоа што го третираш тоа како прашање меѓу две страни, наместо да го третираш како меѓународно прашање на почитување на суверените права на суверена држава. Се знае што донесе тоа на крајот. Кога видовме дека не можеме ние со таа спогодба да се заштитиме, отидоа чекор понатаму. Тоа што го направи Заев и конечно, за да се затвори она што беше како отворено прашање според времената спогодба, дојдоа до Преспанскиот договор, кој што е само кулминација или завршеток на процесот започнат со времената спогодба. И не можеше подобро да заврши тој процес, освен ако ние не кажевме дека едноставно таа времена спогодба е невалидна, затоа што не го почитува нашиот суверенитет и не ги почитува меѓународните човекови права и слободи. За слушателите да знаат, тоа е 1995 година. Времената спогодба е 95-та, а Преспанскиот 2018. 18-та и бугарскиот 2017-та. И во самиот Преспански договор пишува дека со тој договор престанува да важи времената спогодба. Значи, она што било привремено, сега го претвораме во трајно, додавајќи и овие детали како конечни. Вклучувајќи го името Северна Македонија, вклучувајќи точки околу уставот, нели, континуитетот одасно, вклучувајќи тоа за историјата. Пази, современата спогодба... Одлуките на АСНОМ се избришани. Уште една битна работа што направивме современата спогодба, која што се игнорира. Член 49 од Уставот на Република Македонија пишуваше дека државата има обврска да се грижи за македонците во соседните земји. Да, за малцинства. Не зборува за малцинства, зборува за македонците во соседните земји. Види сега, наместо да се бара промена на таа точка, затоа што грците ако бараат промена, треба да речат фактички на некој начин да признаат дека има македонци кај нив. Туку не бараат промена, туку бараат парламентот македонски да утврди дека таа точка се утврдува не на македонци како народ, етничка група, туку на државјани на Фиром или на Република Македонија. Да. Значи, и што значи тоа? Повторно се враќаме на она. Поемот македонци се однесува само на вештачка нација создадена во рамките на Југославија, која што сега е БРМ или Република Македонија или Северна Македонија. Дека не постои македонски народ. Самите ние ги уваживме си тие тези и сега некој ќе ми рони крокодилски солзи тука, Бугарија барала ова, Бугарија барала она. Па вие им ги поставивте темелите за сите тие барања. Добро поставена е чатијата, немаме ни минута, морам да да одјавам програмата. Ќе продолжиме во четврток. Добро. Почитувани слушатели, имаме уште 30 на секунди. Тоа беше дел од разговорот со Игор Аврамовски Александров околу македонското прашање. Застанавме ете тука со Преспанскиот и Бугарскиот договор 2017 и Преспанскиот 2018 и со во идната програма во четврток ќе зборуваме за моменталната состојба во Република Македонија, исто така и како Македонија, властите на Македонија ги третираат иселениците и проблемите на македонската заедница овде во Австралија во сите полиња, дали е црковно, дали е политичко, дали е научно и така натаму. И за тоа ќе зборуваме. Па мислам најбитно е да зборуваме за тоа како ние како заедница овде, каква улога имаме во оваа глобална точка на македонската кауза. Мислам тема на македонската кауза. Благодарам многу. До слушање, почитувани слушатели.